Добро вечер. Добро дојдовте во новото издание на емисијата Никој да не знае. И веќе знаете, никој да не знае освен јас, вие и нашата гостинка. А која е таа, ќе дознаете за многу куса. Таа е една од македонските пејачи, која често не забавува со настапи по разни кафулиња, намитнува дебати со своите постови на социјалните мрежи, обожава да го украсува своето тело со тетоважи и не крие дека љубовта е движечка сила во животот. На ова може да додадеме дека е секогаш претирано искрена, не знам, без влакна на јазикот, на вистина е така секогаш, одличен вокал и едноставно убав човек. Нина Јанева Николовски во ова Никој да не знае. Здраво, живо. Thank you, здраво. Вака е се. Добро дојде во новиот концепт. Да. Така е се. Така е се. И ова Нина Јанева Николовски многу почитувам, пошто обично како Нина Јанева. Па да, видов дека и во интервјуата Николовски. А не се љути мушти? Па, мислам дека веќе отрпна, мислам дека веќе. А порано се љутеше на почеток? На почеток знаеше да забележи, затоа што и оне горчо го земав. Така да, не го одобри, така. Јас не ни имавме некоја страшна полемика околу тоа дали го задржам. Едноставно само изразив желба да го задржам моето, бидејќи така те знаат. Веќе сум изградена во општеството. Иначе си го земав неговото оригинал со ски на крај. Со ски. Така да, многу почитувам што ме најав така. Ете така. Здраво сите. Сега со ред, во оваа емисија ќе имаме и двајца твои пријатели, знаете како не сите сакаат да се снимаат пред камера, нели? Но затоа ќе ги чуеме на телефон и ќе ни кажат, да, и ќе ни кажат што има да ни кажат за својата пријателка Нина. Нина Јанева Николовски. А сега по ред да одиме и да ја прашаме прво Нина како и кога знаеше или знаеше ли воопшто и кога прв пат дозна дека сакаш пејачка да бидеш? Од многу мала. Добро. Дека сакам пејачка, дека сакам да пеам. Дека сакам да пеам. Да. Добро. Во први би рекла дека сакам да пеам. 4-5 години, мислам дека моите ќе знаат попрецизно да кажат. Добро. Од кога почнавме со толчници, со дезодоранси по дома. Да, имав ја мои настапи. Добро. Да, само што сакам пееше? да пеам. Майкл Джексон. Шинет О'Конор. Ова е влијанието од моите. Добро. Своевремено Spice Girls, Backstreet Boys. Добро. Магија, македонската, нашата. PS. Добро. И толку? Цела македонска естрада од тогаш. Да. Си ја пееш? Да. Се што беше хит, идавме на концерти, зборам нокаут, тоше, се, буквално, што поготово нешто што имаше повисоки тонови. Сакав да видам докаде можам. Да, и дојде дома еднаш некој од моите, нема да ми текне, знам дали второ оделение, дали трето, ми тикнува како во магла и има пуштано Earth Song од Майкл Джексон, има многу викање, нели оне и влага некој од моите, тоа што драмота. Долу да влага. Извежбав да видам дали можам. Фала, можам. А живеете во стан или во куќа? Живеевме во стан, сега сум во куќа. Аха, добро. И комшиите? Добро им доаѓаш? Не, сега не ни пеам ретко. Ретко нешто по дома, да речам, да се распева. Може малку, само кратко да биде пред да отидам негде на настап. Иначе, нешто по дома многу да... Може да ме слушнат како викам, да, како пеам по-буре. И како ме погледнат, ме имаш викнато ти понекаде. Не. Така може понекаде. Како се вика тоа? Нели тој што е таков, сталожен најчесто после тоа почнува и нели тоа е начинот како се изразува. Ја барам минимум еднаш до два пати неделно имам филтер за негативна енергија, позитивна. Ти поминува со тоа? Да. Одлично. Многу сум сериозна. Добро. Мене свирките ми се награда, филтер и начин како да се социализираш со сите луѓе што не можеш вака на редовна база да ги гледаш. Дали познат, дали некој нов си упознал, дошол, доаѓаат луѓе, комбинации, па остануваш пријател, после продолжуваш да се дружиш. За мене свирките на било кој настап во живо ми се тоа. Да. Чекај, пред да почнем да продолжиме со ова или патешествие во како одеше се во однос на детство и младост и во однос на музика, ова ме интересира. Постови на социјални мрежи, намитнуваш дебати, си уште го правиш тоа активно? Малку поретко од претходно. Добро. Затоа што претходно морам да признам дека секоја иронична мисла што ми доеше на глава ја пишував, што вредеше да се пише. Добро. Значи никад не сум пишувала глупости сега, колку да ме има по постови.
Сега малку поретко, бидејќи со годините мудроста, како вика, на џабе пишуваш, зашто гледаш дека се вади од, знае да се извади многу често од контекст тоа што ќе опишеш. Многу малку луѓе ја сваќаат иронијата на хуморот што го презентирам, а ја имам таков црн хумор сакам, почитувам многу Монти Пајтон хумор. Монти Пајтон, така. Да, и да, поретко, ама знае да биде многу квалитетно. И дали од тие постови, после тие твои постови ги читаш овие одговориве, прашањава, коментариве? Апсолутно. Ти вади од так некој од нив, одговараш? Да, одговараш зависи како сум дента расположена. Добро. Може да бидам расположена да одговорам безобразно, ако биде тоа безобразно, а може да не ми се пишува, или да не ми се навлага многу полемики, па само да го тргнам или на хајт да го ставам. Ако е нешто сега токсично, тоа блокирам, бришам одма. Одма? Па немам веќе неве за токсично. Вака, едната веќе. А ова се украсување на твоето тело со тетоважи, после ќе заборавам, нема да имаме многу време, знам дека ќе избегаме од тема на тема затоа. Тоа си останува и понатамошна пасија. Реално многу доцна почнав, многу доцна, како да кажав. Јас имав колку 24-5 години имав првата тетоважа која ставив. Сестра ми, фактички тоа мојата прва тетоважа беше Тамара и Водолија. И се ближи роденданот. Ни кажува месец дена унапред сестра ми на сите, да не забораваме дека е роден. А што сака? Подароци сака? Таков некој убав, нормално. Зашто да не ќе? Да. Оти да не ќе? Да. И сериозно ова го беше прави? навистина подарок за незината матура. Тогаш она ми истетовира мене со мојот хороскопски, не, со звездички, а јас нејза со хороскопскиот знак. И почна. И тргна. Да. Како ги одбираш тетоважите? Треба да имаат некаква порака, треба за тебе нешто, некакво значење? Значење што сум го размислувала, сум си го поврзала некако, дали некој го разбрал или не го. Има луѓе што прашуваат, има луѓе што не прашуваат. Да. Кој е значењето на тетоважите? Некој вика као не е финтата да се знае, не, баш напротив, има приказни кај мене, еве на пример, ова е Александар. Ние не бевме иземени си уште, дали бевме вереници, не ме фаќа за збор. Кога го истетовирав, и ти не се тетовира маж, зашто бе? Кога сум сигурна, зашто да не? На крај крајава, кавер има секој, за да нешто тргне по-лошо, ама за сега добре сме, 10 години. Добро ни си зима централно место, следна е да се направи цвет Арија, со втора А. Мислам дека некоја пурпурна лелјакова боја ќе изберам за нејза. Добро. Ова ми се... Ова ти се од неа? Морам да кажам. Да, обавезно. Ова се од ќерка ми Арија подароци, што кажа дека ги носам денес на емисија и мора да се носат. Одржав ветување. Така е. И потоа што ќе следува? Арија е следна. Добро, па ќе видиме потоа. Добро. Јас за да не после не прашам. И потоа секакви глупости имаме, ама Арија ми е приоритет сега да се стави. А ти какви глупости мозок ти доаѓа? Мислам ако ме прашаш, ја и овде ќе имав сега нешто и така. Гледам да бидам во балканските норми. Добро. А кажи ми, запиша нижо музичко, па средно музичко, па факултет или така не одеше твојата приказна? Немам никакво музичко образование. Како немаш? Средно медицинско, правен факултет. Нижо немам никакво, немав нижо, не. А зашто? Беше таков талент или кога те видоа, не те однесо? Што знам, ја или ти не икеше? Негде до кај 7-8 делени не знаев. Имаш расправи дома кај да се запишам, кај ќе се запишам и на крај моите се сложија дека најубаво средно медицинско да ме запишам. Гледаат се и они. Значи се сложивте сите. Значи се сложивме моите. Моите се сложивме. Така, дека е најпаметно да одам средно медицинско и не зажалив. И што учиш? Забен техничар. Сериозно? Пак има уметност во тоа, пак нешто свое вдакнуваш. Некогаш си работела? Како забен техничар не, иначе пракса. Да. Знам да правам. Супер. Потоа факултет? За стари години. Факултет? Правен факултет. Правен. После медицина правен. Меѓутоа, ни правен, ни со право не сум била толку многу во додир, да зборам како работно место, затоа што маркетингот, така ти е во нешто што... меѓу време маркетинг и продажба никако ми влегува под кожа. Зборам рамка некоја години. И сега веќе и дигиталниот маркетинг, тоа е неминовно, мислам само веќе мозокот ти размишља од страна на дигитален маркетинг, како работиш нешто такво. А иначе
CV-то ми е многу големо, 13 страни, а 4 формат ми е CV-то. Леле. На страна од музика, на страна од формално Па, тоа образование. Сега зборувам. зборам за све Да, неформално. Обуки, конференции, различен тип на работни места. Едноставно сакам да близнак сум во хороскоп Да, и и сакаш да ние менуваш. сакаме да вртиме цело време нешто. Оти кога ќе престанеме да добиваме фидбек од било што што и да Ти е работиме, досадно. а не ќе ме да ни е досадно. Да. Сакаме кога ќе станеме од дома со кејф да идеме да го направиме. Тоа не се враќаат нозете назад. Точно. Мислам јас конкретно, не само јас. Многу луѓе имаат така и таков ми е хороскопскиот знак и карактерот. Морам нешто цело време да правам. Дома, седам на телефон, играм игра, Netflix се пуштам, Добро. пратам серија, Ти гледам, следиш пратам. серијата? Аха. Значи, Netflix Stranger Things пуштам. ги гледаше на празниците, пошто си напишала во едно. Stranger го изгледав. Значи го изгледа, а да се го ислуша. И сите Хари Потери, и сите Да. Lord of the Rings-ови. Добро. И не, и гледам и играм. Чекај, не знам ај, како. како Пратам, тоа? не знам. Еве, сега во моментов гледам нови серии на Харлан Комен, што ги немам гледано на Netflix. Добро. И ги пратам. Пратам што се А дешава. играш и гледаш. Играм, пратам. Дете и муабет со Александар. Е па добро. Па ќе ти звони некој, па Да, чекај да, сега да, ова, па чекај чекај да на ме Вибер ми сработам стигна нешто, па свирката, да. чекај сега репертоарот, Да. чекај сега ваму требаше понуда да пратам. Да. И мене ми е тоа окей. Да. Ми го смирува мозокот. Јас сум обратно. Некој OCD, ADHD, кој знае некоја комбинација. Не си проверила. Кој знае што е. Дали некогаш посака да биде музика само она што ќе го работиш? Да Не речеме постои. после да речеме после foreplay, да речеме, нели, после М2 Не како постои варијанта или ниту не знам. еден уметник од било кој калибар, Добро. збориме не само музичар, зборам било каков тип на уметник, некој што вади нешто од себе, што има што да даде. Не постои таков човек што не сака само со тоа да се занимава. И да му биде Да. како беше одмор, нели, ќе си изнавикам како викаш ти са, нели, Па, само во наводи и ќе ми олесни. И тој е филтер. Наместо да викаш пееш. Пак го правиш истиот напор, пак мозокот, диафрагмата, целата мускулатура, истите Адреналинот, движења се, ги има, се. адреналинот е уствари многу поубав. Да. Многу поголем и многу попозитивен кога имаш фидбек, поготово од публика. Проба некој период, после foreplay, што беше, како беше? Тој период не го знам. Не, директно си се запишав јас на правен факултет. Добро, ама кога дојде време за работа, Не. што рече? Ќе бидам, не знам, Не, никогаш не. ќе одам маркетинг да... Желба ми е, меѓутоа знам дека не може од тоа да се само од тоа да се опстојува. Да, Сите кои што се занимаваат со музика имаат и сајд проекти. Да не се лажем. да мора уште нешто. Реално и не ми било да кажам да речам некоја не ми било некоја амбиција да ми биде само тоа, затоа што ми требаат и друг тип на интелектуални предизвици. Да. Сум си го разбрала тоа, гледа едноставно само гледаш со кого ти убаво кога седиш на маса, со кого не ти е убаво. Да. Ги анализираш луѓето, кој од кој круг е, кој круг ти одговара, која тема на муавет ти одговара. Не можам токсичност, жалење, леле да знаеш мене животот колку не можам тоа. Ма тука во Македонија сите се жалат. Не можам тоа. И на тие што им е најубаво и тие се И жалат. некако сама си се усмерив дека сакам работата да ми е со луѓе, ама со Да. нормални луѓе. И сега е нормални луѓе се оние кои што доаѓаат на свирки? Претежно да. Не можам да кажам дека има кај мене некои инциденти затоа што Да. не Си негувам таква музика. Сакам да прашам дали ова бендот со кој што си години наназад во едно интервју велиш го созадов својот бенд и така тргна се. Да. Тоа е убавото, тоа е нештото што Тоа те во 13 или 14 години сме ние се заедно. Сите заедно со тоа што имавме една-две промени се одселија. Така да. Сменија, Некој не можел, се некој тоа окей, се. Не, мислам, Ама тука сме- бендот си постои, не е дека си нешто. постои цело Така. време, составот си е тој, тераме настапи, звукот еволуира и се подобар, и се подобар и се подобар. Без разлика колку и да имам искуство на сцена, секогаш се учи, се купува нешто ново, од некој искуство нешто ново ќе стекнеш. Старото искуство е добре дојдено, меѓутоа со луѓе работиш, атмосфера, енергија и тука немаш унапред одреден фактор Како ќе биде. каква ќе биде атмосферата, поготово кога идеш негде прв пат да свириш. Така е. И сите седат и чекаат од тебе атмосфера да направиш. Така е. Тука доаѓа психологија, све што имаш у главата, што си Све што пробуваш ти да- се надградувал, да. што си учел комуникација, да како тоа да го спојам, таа комуникација и тоа пошто сум комуникативна у принцип, немам проблем да речам со било кој тип на луѓе да правам муавет, освен со овие токсични,
Мислам, може да се рида, нема зошто, нели? Да, Нека зошто се ќе жала мисла? на другоме, не може, не, мислам, сите има проблеми во животот. Така е. Ама што ќе ми се нивните? Доста е. Така е, доста ги слушав. Тоа е еден одреден степен. Да. Ако можам да помогнам, да. Дојди кажи ми треба помош, да, за нешто, ама да седам, да не можам да ти помогнам и цело време истите работи, нема зошто да ми се одмилиш како личност. Да. Едноставно, малце дистанца и така барем си ги имам. Еве 40 ќе пунам у јуни, се надевам дека правилни одлуки донесам во животот. Ама цел живот и хороскопскиот знак ми е таков. Читам, гледам, се надградувам, што може да поправам. Дали приватно, индивидуално, дали како мајка, дали како другар. Дали како пријател, дали Да, како да. сопруга, дали Мислам, како дури и партнер. во рилови, Да. рилови со bad и good behavior, дури и во рилови гледам и во серии да најдам да извлечам Нешто лекции. добро, така е. Нешто што можам да аплицирам, што е апликативно Отишло во времето, мој нема да живот. имаме време за се. Чекај Што имаме малку сега. следно? Само да им кажам на режија, може да почнете да ни ја барате или првата другарка која што ќе ја чуеме, а во меѓувреме додека ја бараме или кажи ми што се најважните особини кои што ти се приоритет за човек да ти биде пријател. Прво и пред се ми е лојалност. Добро. Мислам дека без лојалност и транспарентност ниту една врска не може да обстои, ниту роднинска, крвна, ниту љубовна или брачна, ниту па пријателска. Најмногу пријателска не може да обстои без лојалност и пошто тоа е суштината на едно другарство. Само да нема тие токсични моменти, да ги нема. Сите луѓе имаме многу пријатели со мани, како што ја имам тоа мани. Има некогаш, со денови не може да ме добие некој на телефон. Во моментот не ми се зборува. Јас тоа ќе го каже некој како мана. Добро. Може ќе го каже или се. Може ќе го каже, еве ја имаме Ја или. добивме? Да, ја добивме. Или добро вечер. Добро вечер. Hello. Како си? Одлично. Ја следам вашата емисија. Одлично, ти благодарам, Или. И сега кажи ми, од кога се знаеш со оваа Нина овда? И вистина ли е дека не се јавува и по 3-4 дена на телефон? Да, точно е тоа. Морам да признам, не можам да лажам. Добро. Значи, Нина, ја знам со години и уште на прва си кликнавме. Аха. Може би затоа што двете сме темпераментни по природа, воедно и најгласни во друштвото. Па така некако веднаш се поврзавме. Добро. Од со кога години. се познаваш, не ми кажи или ја не чув? Со години, стварно Со не знам. години, Нина, добро. многу години се, Па колку сега не ги мислам бројам. дека треба да се негде десетина. Десетина Отприлика. Може и повеќе, Може и да. повеќе. Може и повеќе да се. Добро. Или, во интерес на времето, како би ја опишала Нина? Како ексцентрична, ведра и полна со енергија. Вау! Она е човек со големо срце, искрена и со топла душа. Супер. Никогаш сте се налутила? Мислам дека не. До Не? сега не сме се, не. Не сме сте се биле скарали. скарани. Не. Најверојатно знаеме, ќе ги знаеме патите и знаеме кога треба едно од нас да преклjuče. Ете така. Си имаме осет една према друга. Да. А кога сме кај мани, во освен ова што ни ти се ова за 3-4 дена, има уште некоја мана? Да, многу е брза и нетрпелива и сака веднаш се со цело срце. И кога ти изнервирало најмногу тоа? А во некој ситуација, ама јас ја знам, неа па тоа не го осек, мислам, не Тоа го не ти е ни чувствувам како мана, веќе. мана, повеќе ја прават искрена и вистинска, нешто што е ретко и вредно реално. Одлично, фала ти, Или. И за крај, прашање за Нина. Прашање за Нина. Да. Нина, дали ќе кренеш на телефон вечерва после емисија кога ќе те се јавам? Да. Ќе ти се јавам јас. Не мораш ти да звониш. Само што ќе излезам ќе ти звонам. Ти Ете. благодарам. Или ти благодарам многу. Остани до крај да не гледаш и Џуле ќе го вклучиме, односно Ѓоко Максимовски. Знаеш што, треба и реклами да пуштиме, треба и Џуле да го Треба вклучиме. оседимаме према другите земји. Да не бидеме токсични во ово. Ајде удиме со првата песна на Нина Јанева Николовски. Микрофонот е ваш, повелете, господја. Thank you.
кажа, молчејки. Немам веќе што да барам овде. Сите наши спомени заборав ги потопи, се заборави. И без да трошам тон, енергија и зборови, ке го кажам она што немаш храброст да го кажеш ти. Ова е крај, собирам се, одам се губам, не ми уплашен, те оставам во твојот свет. Ова е крај, повеќе нема да се трудам, се што да до ветер однесе. Ова е крај. Заедно многу сме минале, радости и океани, горки солзи, но за нас сега доцна е. Нема веќе доста, беше доста е. И без да трошам тон, енергија и зборови, ке го кажам она што немаш храброст да го кажеш ти. Ова е крај, собирам се, одам се губам, не ми уплашен, те оставам во твојот свет. Ова е крај, повеќе нема да се трудам, се што даде ветар однесе. Ова е крај. Ова е крај. Ова е крај. Ова е крај. Повеќе нема да се трудам, се што даде ветар однесе. Ова е крај. Ова е крај. Нина Јанева Николовски натаму во студиото на Телма во ова никој да не знае. Она што е важно да го кажам, имаме 10 минути за муабет, заради тоа што треба да го слушаме и Ѓоко Максимовски, а треба да чуеме уште една, мислам треба, убаво е, да имаме време за се, да. Добро, ако немаме за песната, ја Уште пуштиме една позадина, песна кога си или ништо, и што имаме уште и муабет. Муабетот, ова е крај, ми се чини дека нема вистинско место какво што заслужува. Ова е моje искрено мислење, значи навистина е прекрасна балада. Постара песна е, котираше високо тогаш, имаш и на неколку радија и беше и прво место. Добра. У принцип, кога ги пласирам, бидејќи не правам премногу често авторска музика, кога ги пласирам песните, гледам тоа да не е наметливо. Не знам зошто. А не си тогаш близнакот? Не знам зошто. Може тука е јарецот. Да, јарецот е во прашање, веруј ми. Не знам зошто, едноставно ја пуштаме во радио. Да, и тоа е тоа. Последните соработки ми се конкретно со Александар Масевски, многу голем поздрав до него. Поздрав, Маса ги пушта до новинарите, јас пуштам, објавуваме на YouTube, го ставаме линкот. Дури и не споделувам често моја, повише нечија друга музика може да споделувам отколку моја. Не знам зошто е тоа така. Искрено не сум седнала никош да го размислам тој сегмент. И да, и знам дека треба и повеќе авторско да правам. И ми го збора тоа од страна, и музички соработници, и бендот ми го збори тоа од страна.
И најверојатно ќе се зафатам во следниот период со Не тоа. заради тоа што Имам прекрасен е, мислам се, јасно ти е дека имаш прекрасен вокал, тоа нема збор. Така, ова Сакам да имам комплетен соло албум, да. за да си ја постигнам, да речам, амбицијата во музиката што до сега неам постигнато, а тоа е солистички концерт. Не обичан настап, туку баш Така солистички концерт. Така е. Тоа ми е желбата, да си се остварам на музичко. Добро. Меѓутоа гледам така. Ја пласирам музиката, ако на некој му се допадне, па имав реакции, па ми пишуваа луѓе. Да. Не можам да најдам песна како се вика, кажи ми, па им го пушта фајлот. А оваа втората Имаше чива супер. се или ништо? Исто? Исто на маса. Глума. Сакаш да го поседуваш талентот за глума, си рекла во едно интервју, не знам дали уште те држи тоа. Како сум рекла, сакаш? Да, кога те прашале што сакаш да поседуваш, кој талент да го имаш? Нели? И ти си рекла сигурна сум дека го имам некаде. Зборуваме за талентот за готово, ми глума. текнува, да, готово, но не е готово. развиен како што треба, но актерството Да. е нешто кое би можела да го работам после музиката или евентуално паралелно со неа. Да. Некаде- Многу ми се блиски некако Добро. како струки. Актирството ми било од секогаш желба, затоа што сум филмофил и сериоман тежок. И мора да се состои во еден дел од настапот или при снимање на спот. Така е. Мора да го има. Како некој мал талент, затоа и така го имам кажано, бидејќи најверојатно тоа знаење на однесување пред екранот може да се истолкува, сепак не е природна атмосфера, Да. сепак е глума, Така тип е. на глума. Инаку да, би сакала, мене актерството ми е желба. И ми била како и од дете ми била желба, сега не знам дали туку сакам у задниве години да се остварам на актерска вако, У Сирија, секогаш шо? би ми може да гостувам У Сирија. у некоја пола епизода, пример велиме. Ама не ми била некоја посебна амбиција, да Само речем. да им кажам, барете го веќе Ѓоко Максимовски, а ние продолжуваме натаму. Сакам да те прашам дали остануваат, многу ми е интересно кога можам да листам интервјуа на нашите гости. Не, јас сакам формата мојта, гости се на Телма воопшто. Да, Твој херој. И некогаш си рекла прва ти е сестра ти. Чекај малце да најдам само каде ми беше тоа, сега се изгубив во преводот. Еве, сестра ми. Не сум сретнала поголем борец од неа. Херој ми е Шишков. Му ги слушав приказните кога ќе отиде во бифето на старото МНТ, а тој со лаптоп пред себе седнат зборува. И ќе ми остане херој, затоа што заедно со татко му, како што им доликува на македонските великани, не му се плаша на ниту еден режим и гласно го кажуваа тоа за да ги охрабрат и другите. Само што до другите е проблемот очигледно. Херои се сите што го газат животот со полно стапало, а не тивко на прсти како предавнички, пресметливи, користолюбиви коковчиња. Ретки се хероите. Чекај, Џоле ни е на линија, памти си ја мислата. Џоле Максимовски, Ѓоко Максимовски, добро вечер. Добро вечер, како сте? Супер. Ѓоко, добар ли си? Јас сум супер, да, јас сум супер. Гледам дека и вие сте супер добро. Се забавуваме, одлично. Одлично ни е. Да, супер, поздрав до вас, баш убаво. Да. Ѓоко, кажи ми сега од кога ја знаеш Нина? Па Нина ја знам кога се појави во М2 продукција, со М2 продукцијата, така ја видов прв пат. И после кога го направија бендот, нели, со 5 девојки од М2, а се знаеме негде од пред 2-13 години вајда. Учествувавме во еден проект заедно со Калиопи, свиревме, оно беше како пратечки вокал, јас нели како дел од бендот и бевме на една-две турнеи заедно. И така ја запознав професионално и како френд малце лично и Супер. така. Како би опишал Џола? Нина? Да. Па, како другар пред се, како одличен професионалец. Една од најдобрите пејачки, женски вокали во Македонија. И како другарчина. Другарчина. Жена другарчина, да, така. Да. А мани кои са? Мани? Па, види, тоа го ќе седнеме ај ти на кафе, да предвидиме. Не се за на ТВ. Има да ти кажа. Добро. Абе, види, мани, сите јаве мани, Така. нема мани, немаш какви ме. Така. Брзо се нервирам. За Брзо се- разлика од него, например, он е контра од мене. Не, се нервира и Џола Размислив. многу, ама не покажува. Да, Така Џола? не покажува Така Џоле. е, размислував за Нина и сега тоа малце ми е безвезно да кажам дека е мана, дека е импулсивна понекогаш, дека реагира брзо, ама тоа е уствари како незиниот карактер, Така е. искача уствари се си кажува искрено Така одма. си е.
Во право си. И Тоа сега не уште би кажал дека е мал. да. И уште едно само нешто ни треба прашање до Нина. Повели? Прашање Не, ти едно дали ти имаш да прашање? имаш. Јас, да, добро. Прашање до Нина, пошто во последните 5 минути од разговорот мислам дека све кажавте што сакав да прашам во Добро. врска со авторската музика. Сакав во тој контекст да прашам кога ќе си го искористи бендот да сними нешто неизино. Аха, добро. Фала ти, Джуле. Поздрав, се гледаме на кафе. Поздрав, да имате убава вечер. Чао. Thank Фала, you. исто. Фала, Джела. Да. Значи, кога ќе го искористиш бендот? Кога? Ето, тоа е прашањето. Главното прашање. Би сакала во текот на оваа година да Да си оствариш направам некој сон. некои 2-3 песни, затоа што во бендот имам одлични стручњаци со кои што можам да направам песна. Значи, кои што можат да ја создадат. И покрај тоа што ќе треба соработка за аранжман, за снимање, за ова, за она, мислам дека се доволно квалитетни и повеќе од тоа што треба. Џули има и свој бенд, инструментал, Максимовски Юнайтед. Он веќе прави работи на авторска музика, заедно со Александар со клавиатур и стот. Саша, поздрав и до тебе, и до Боки, И до сите. и до Драги. Добре. Драги е на родителски во моментов. Иначе добро. он сакаше исто да се јави. Да на се јави, ама не родителски. може од родителски. Ке имаш он што да каже. Се шалам. Да. Добро. И тоа е Тоа е тоа. Да, ќе мора да се споиме Очекуваме. да го искористиме Чекаме се внатрешниот само да ја потенцијал, купијам. има право. Има Да. право, Џо. Имам уште некои 2-3 минутки за муабет. Морам да те прашам само, ми се чини дека Јарецот ги бира песните, а не Близнакот. Да. Нели? Во мојот случај, да. Да, заради тоа што не пееш се. Мислам, Не. сега нека не ме свати Не. никој погрешно, не дека Близнакот па ќе Не. одбере се. Јас и немам навистина и ништо против, бидејќи ми имаат пуштано разни автори наши песни и драги пријатели што ми се. Не сум ги исполнила и познати миња се, меѓутоа не сум ги исполнила затоа што ако не ја осетам Те дирне так, те провоцира. дури и во демо верзија, ако не ја осетам, ако не сакам да снимам нешто колку да се рече дека имам на бројка. Да. Не можам тоа да го правам. Не знам зошто. Не Не сум јас. До сега сум требала 4 албума да имам, 5 у животов, но навистина и имам јас сега во моментов собрано соло песни за да речам за еден албум, меѓутоа сакам уште материјал. И еве сакам материјал со бендот. Сакам да биде отсвирено и снимено тоа во студио во живо, автентично да е. И можеби нема да биде класична поп-рок музика. Па одлично. Ние можеби малце во некој подруг правец ќе Одлично. одиме со авторско. Пошто Да. малце чудна музика слушам јас. Ако супер. Ова со хероиве, значи ретки се хероите си додала, нели? Останувам на тоа, имам да додадам само уште неколку луѓе во животот што ги познавам, што знам дека се соочиле со вистински глупости. Тоа се на страна мојата сестра, тоа се она стварно борец и уште за бори пустата во животот. Моите родители гледам ништо све низ кои се фази во животот помина, отприлика за мене што ме чека, нели? Немој, не мора да Животот е значи. круг. Животот Животот така е е, круг. така е, да. Свекрва ми е една од најголемите борци за кои што имам слушнато и за кои што знам, зборам од прва рака да знаеш дека тоа 100% така. Понатака нема да одам. Тоста е, да. Има уште многу од кого се зима примери за што ги почитувам, не можам да кажам дека ми се херои. Но доволно е за да ги почитуваш. Да, Оставиле некаков белег. нешто кај мене што е Така е. така. Тоа може и обичен смртник да не мора да значи. Така е. дека Верувај, е но famous. проверувај. Таа ти е Секогаш. До крајот на животот. Да. Секогаш. Значи за се. нема да го озборуваме додека не провериме што рекла втората Апсолутно. страна, така? Да, Добро, така те разбирам. Тоа е многу важно. И Добро. а, Додавка. во се што ќе ти биде кажано, Да. верувај, но проверувај. Аха, супер, да. Партнер, мајка, татко, сестра, брат, не знам зашто. Ето. Верувај, но проверувај. Да, веројатно многу пати ме имаат зафркнано во животот, па сега ми е тоа. Добро. Да, Се или се да се ништо, проверува. нема да има време. Фала ти на искреноста како и секогаш Thank you very much. повелете. Ќе уживаме со музиката на Масе испеана од оваа наша прекрасна Нина Јанева Николовски. Уживајте.
сакала бар за момент да видам душа зад маскава твоја. Даваш ти се да изгледаш празно, имаш илузни што се уште волат. Ти до видом небо градиш ти, бегаш ли сам од себе. Позволи бар за момент да сакаш, само погледни ме.